Премиерот Димитар Ковачевски на 22 јануари 2023 година сподели пропаганден видео спот со кој одбележа годишнината од својот мандат и се пофали дека за 5 години владата изградила 1300 километри нови патишта. Уште истиот ден социјалните мрежи и медиумите вриеа од подсмешливи коментари. Кои се тие патишта? Каде се наоѓаат за да возиме по нив? Граѓаните и новинарите го потсетија Ковачевски дека автопатот Кичево-Охрид е заглавен една деценија, а владата ни за 3 години не може да изгради 2 километри од автопатот до границата со Косово. Иако дезинформациите понекогаш се толку очигледни, тие мора да се разобличат со точни и прецизни податоци. Премиерот и претходно даваше слични изјави, но подолго време никој не направи детална анализа колку нови патишта навистина изградила владата на СДСМ. Сепак, по видеоспотот на Ковачевски, два медиуми објавија новинарски истражувања. Ајде да ги погледнеме. Експресниот пат Крупиште-Кочани, долг 13,7 километри, е единствениот нов пат кој го започнала и завршила владата на Ковачевски и само со тој успех премиерот може оправдано да се пофали, вели Радио Слободна Европа во својата анализа. Се друго, до 1300 километри се патишта кои се почнати во времето на владата на ВМРО-ДПМН, а завршени се минатите 5 години, или пак патишта чија изградба или реконструкција е се уште во тек. Вистиномер пак прави подетално истражување во кое заклучува дека новоизградените патишта во изминатите 5 години се помалку од 70 километри, а не 1300. На листата која Вистиномер ја добил од владата, нема само патишта, туку и локални улици, патчиња и сокаци од по 100 метри. Плюс главно се работи за рехабилитации, реконструкции, санации и само неколку новоизградени патишта. Вкупно 175 километри, од кои 100 ги изградила или почнала да ги гради претходната власт. Владата очигледно е нетранспарентна и на медиумите им дава конфузни и нецелосни податоци. Но затоа пак СДСМ е овластен да соопшти детали. На 28 јануари партијата објавува соопштение со долга листа на патишта. Од медиумските анализи и од соопштението на СДСМ може да издвоиме 3 техники на манипулација. Злоупотреба на владиниот пиар. Владиниот пиар не е новинарско известување. Преку него граѓаните може да слушнат и за добрите проекти на владата. Но пиарот е најчесто пристрасен, зашто ги занемарува неуспесите. И за да ги истакне своите успеси, владата никако не смее да лансира лаги. Мешање баби и жаби. Премиерот прави класична манипулација со податоците. Мешање баби и жаби. Тој зборува за изградени нови 1300 километри за 5 години, а анализите покажаа само 70 километри. Китење со туѓо перие. Во видеоспотот има и китење со туѓо перие. На листата што ја објавува Вистиномер се и автопатите Демир Капија Смоквица, Миладиновци Свети Николе Штип и регионалниот пат Скопје-Сончев град. Тие се почнати или во најголем дел се изградени во времето на владата на ВМРО-ДПМН. Од сето ова е јасно дека пропагандниот видеоспот на премиерот е груба манипулација со јавноста. На пиарот на владата треба да гледаме со задршка, бидејќи наместо да ја информира јавноста за постигнатите успеси, понекогаш се служи со лаги и полувистини, со кои може да ги доведе граѓаните до заблуда. Медиумите и новинарите се должни да ги разобличат ваквите дезинформации. Затоа, обидете се да ги препознаете следен пат, кога ќе читате некоја вест.